Здраво живо, јас сум Димче, добродојдовте во уште едно мое видео. Овој пат ве земав со мене на мала прошетка по околните ливади во потрага по најмистериозната печурка на овие простори, а тоа е Смрчката. Смрчката е печурка која што верувате ако отидете еднаш да ја берете, а вие потоа секоја сезона ќе имате потреба да одите да ја берете. Значи ствара некој вид на зависност. Јас сите луѓе до сега што сум ги земал со мене да бараме смрчка и што нашле смрчка, значи направиле таква конекција да цел живот после тоа ја бараат смрчката. Значи неверојатна енергија, неверојатна конекција се прави со смрчката. Тоа е печурка која испаѓа на крајот од зимата и почетокот на пролетта. Значи некаде од кај февруар месец, март до средината на април, зависи од тоа колку е топло, меѓутоа климата се менува и веќе е непредвидливо. Меѓутоа во период од тие 2-2,5 месеца може да се најде смрчката. Таа се наоѓа највеќе на јужните падини, може да ја најдете, каде што ја пече сонце и секако потребно е многу влага за да порасне. Доколку нема дождови, како што е последниве години, касно паѓаат дождевите или не паѓа, смрчката се помалку ја има. Меѓутоа се наоѓа по нешто, јас некогаш на овие ливади сум наоѓал и стотици смрчки, меѓутоа се помалку и помалку ги има. Можеби на други места не е така, меѓутоа кај мене е така. Но традиционално си испаѓам да си барам смрчки и препорачувам на сите вас да го направите тоа. Смрчката е многу уникатна печурка, таа е многу здрава, таа може да се свари, може да се испржи и го подобрува машкото здравје. Јас тука си седнав до една смрчка додека го снимам ова, па сега ќе ја наберам и ќе ви ја покажам. Еве ја смрчката. Значи, интересно е за оваа смрчка, за овој вид на печурки, тоа што таа нема отровен двојник. Значи, можете слободно да ја берете. И уште поинтересното е за неа што таа служи како амајлија, односно таа се суши, се спровира конец низ неа и се закачува на место кое што не е директно изложено на сонце, каде што има проветрување, и кога така убаво ќе се исуши, таа се закачува на некое место во куќата и служи како амајлија. И доколку во куќата кај што живеете нема негативна енергија, печурката може да остане во таква состојба целосна дури и до 10 години. Меѓутоа во зависност од негативната енергија таа почиња да се распаѓа. Па како и сите суштества на овој свет, и таа не може да живее во негативна енергија. Така, ја уште малку ќе одам да си побарам некоја печурка. Се надевам дека ќе најдам, ако не да сме живи и здрави.